Да, продолжуваме со емисијата, како што најавивме со директорот на Институтот Преспа, господинот Андреја Стојковски. Со него ќе разговараме онлайн преку Skype. Дали се гледаме, дали се слушаме, господине Стојковски? А јас те гледам себе си, јас се надевам дека вие добро ме гледате. Да, супер ве гледаме. Врската е добра, конекцијата е одлична. Да почнеме со она што е најново што се случуваше околу Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија и оставката на историчарот Ванчо Георгиев. Таа предизвика доста голема прашина во јавноста. Сега, прашањата околу таа оставка е колку тоа ќе влијае врз преговарачкиот процес, колку ќе влијае врз понатамошната работа на комисијата, колку ја исполитизира веќе исполитизираната ситуација. Веројатно премногу ќе влијае, заради тоа што сомнеж постојано сомнежот ќе остане. Дали и во која насока се одвивале разговорите во комисијата, дали решенијата одат во насока затоа што сега не е повеќе тој член на комисијата, па треба да се сомневаме дека останатите ќе се сложат и така натака. Меѓутоа, она што треба да го имаме во предвид пред да почнеме со сомневањата и со развивањето на теориите на заговор се два факти. Првиот е дека по завршувањето на средбата имаше изјава дека ништо не е решено, дека работата продолжува и понатаму и дека нема постигнато некаков особен напредок. Вториот факт е дека ако имало притисоци, зошто тоа не се случило до сега, зошто во овој момент се случува оставката на професорот, кога повторно не бил направен никаков конкретен напредок во рамките на комисијата. И од таму заклучокот мој личен е дека тоа е поради политички опортунизам на одредени партиски структури или одредени политички структури. Да се разбереме, не сакам да обвинувам никого за припадност кон политичка партија или за поврзаност со политичка партија, но ако се вратиме неколку години наназад, ќе се сетиме на моментот кога нашиот тогаш амбасадор во САД и преговарат за спорот околу името со Грција, го стори практично истото. Да, тој не даде оставка, ама даде јавна изјава која што ги загрози преговорите или пак ги усложни преговорите во тој момент. Така што не треба да не охрабри моментот дека во комисијата имаме луѓе кои што размислуваат со своја глава, многу добро ја познаваат областа за која што разговараат. Го слушавте професорот Тодоров веднаш после тоа и дека нема да се случи ништо што ќе значи за нас наштетување. Да, преговорите во комисијата се дефинитивно закочени, заглавени се. Ова е веќе четврта средба на која нема никаков напредок. Она што е констатација сега во однос на Македонската комисија што е ново, е дека таа на некој начин со оваа оставка се исполитизира незината работа, бидејќи досега тоа не беше случај. Досега Македонската комисија работеше, барем она што го гледавме, јавно, независно од политиката. Тие не се среќаваа јавно со македонските владени представници, со никакви политичари. Ние ги гледавме само за време на средбите со бугарските колеги, додека во Бугарија тоа не беше случај. Значи, во 2019 година бугарскиот претседател Радев тогаш јавно ги свика членовите на бугарската комисија, им даде насоки како да делуваат, тие јавно кажа дека ќе ги следат тие насоки. Значи, тие избра еден јасен политички правец во својата работа, додека кај нас тоа не беше случај. Се до оваа оставка, сега веќе можат и бугарските колеги да ги обвинат за тоа. Да не влечеме заклучок за целата комисија од поставката на еден од членовите. Да, во ред, но сега бугарските колеги или бугарските политичари можат цело време да се повикуваат на оваа оставка и да ја обвинуваат
комисијата за политизираност, да велат еве гледате и кај вас има политички притисоци. Сега дали е тоа вистина или не е, кој ќе докаже тоа, нели? Зборувам за штетата која е направена. Штетата е направена, од штетата не можеме да побегнеме, веројатно ќе успееме нешто да ублажиме, меѓутоа тоа е што е. Сега треба да се справиме со ситуацијата која што ја имаме на располагање. Меѓутоа, не држи ни аргументот на членовите од Бугарија, односно не би држал аргументот, веќе зборуваме за предпоставена ситуација. Тоа предпоставена, но рачунајте дека е известна, сигурно. Гледаме дека бугарските политичари користат и коментари на Facebook за да ја обвина државава за говор на омраза, така да ова сигурно ќе биде, дефинитивно. Ако има политичка контрола врз владата, врз комисијата, тогаш со излегувањето на Ѓорѓиев од комисијата, таа би требало да биде малку по унисона во пристапот, иако се сомневам дека е тоа така, таму сепак научници кои што држат до себе. Не би требало, ако е така, тогаш не би требало да има проблем во разговорите со Бугарија. Нели тој бил пречката или тој бил браната која што го запирала политичкото контролирање. Значи вие гледате работата од таа страна, да. Во тој случај тоа не би можело да биде аргумент кој што би можеле да го употребуваат. Меѓутоа, реков и пред малку, штета е направена со тоа што се доведуваат во прашање работењето на комисијата и се отвораат врати за многу сомнежи. Затоа пред малку реков, она што треба да не држи уверение дека и без оглед на објаснувањето и укажувањето на притисоците немаше никакво решение кое што беше постигнато. Прво, второ, ја слушнавме комисијата и луѓе од комисијата кои што зборуваа за процесот и како тоа течело, дека немало реално можности за притисоци, зошто до сега не било пријавено или зошто ако веќе се зборува за притисоци не се зборува комплетно за кое, бидејќи ако прави било каков политички притисок, тогаш тоа е тоа. Треба да го провериме кој е човекот, да видиме дали постои некаква основа за некаква одговорност и да ја процесираме постапката понатаму. Да, добро. Сега што се следува со Бугарија, имаме ли некаква шанса тука ние за напредок? Бидејќи ми се чини дека работава како да забавува од сите страни, како од ќе зборуваме за тоа и од европска перспектива, но и од наша. Ние цело време и премиерот Заев тоа неколку пати го изјавуваше и министерот Османи и вице-премиерот Димитров дека после изборите во Бугарија работите можат да тргнат во некаква насока. Имаме ли основа да се надеваме на такво нешто? Она на кое што се повикуваат мои колеги во Бугарија е правната пречка да се владата да постапува на поинаков начин. Од претходно правно утврденото решение со меморандумот и со објаснувачките позиции од Бугарија. Ако е тоа главниот проблем, тогаш собрание кое што може да функционира и политички избрана влада ќе бидат во можност владата да предложи нова позиција, а собранието веројатно да се согласи околу новата позиција. Под условие ако успеат да аргументираат помеѓу себе зошто е тоа потребно да се стори сега и како се променила состојбата од пред усвојувањето на позицијата. Оттаму се надевам дека и тоа искрено се надевам дека по завршувањето на изборите во Бугарија ќе имаме политичка влада која што ќе може да направи да преземе некакви чекори да доведе заедно со нашата влада до некакво решение на проблемот.
Колку сме близко или колку сме далеко, за тоа би требало веројатно да зборуваат други со многу повеќе информации, меѓутоа мислам дека постои некаква насоченост на сите вклучени во процесот да ги идентификуваат точно точките во кои што имаме проблем и да разговараат за алтернативи на нивното разрешување. Ми се чини дека временскиот рок или тајмингот за некакво можно решение до декември се помалку се спомнува и во земјава, бидејќи и да се оформи сега влада во Бугарија после овие повторени превремени парламентарни избори, каде резултатите повторно покажуваат, тоест анкетите дека резултатите ќе бидат тесни, значи доколку и се формира влада, не знаеме предводена од кого, не знаеме каков став ќе има таа влада, бугарските тврди позиции, барем за сега не се менуваат од изјавите на нивните политичари. Ми се чини дека декември станува невозможен рок да се постигне напредок за земјава да ги почне преговорите со Унијата. Па, веројатно гледано од надвор е така, меѓутоа вистинско ниво на притисок употребено во вистинско време и на вистинските места, односно врз вистинските луѓе, може да придонесе за надминување на секакви спорови и разрешување на секакви спорови. Така што да, не е убаво да се верува во чуда, меѓутоа сакам да верувам дека многу повеќе се свесни за штетата која што ја трпи Унијата како потенцијален глобален играч, некои од државите членки како внатрешни лидери во рамките на Унијата, се разбера целокупниот западен либерал-демократски свет со развлекувањето на оваа состојба и со бугаризацијата на политиката за проширување. Не би сакал да зборувам, да користам други термини освен ова. Да, добро, ќе зборуваме за состојбите во... Да? Ако изборите завршат успешно на 14 ноември, мислам дека се закажани, ако има можност да се формира влада, би можело да се очекува дека или ако има барем политичко чувство за целата приказна, би можело да се очекува дека на почетокот на декември држава би можела да ја има првата меѓувладина конференција, која што патем речено не е суштинско влегување во преговорите, бидејќи ние нема да почнеме да разговараме за техничките аспекти на работите, туку само ќе имаме воведната изјава од двете страни преговарачки и ќе се договориме како ќе продолжиме понатаму. Тоа е само почеток на процесот. Пред да зборуваме за состојбите во Европската Унија и за европскиот извештај за Северна Македонија, јас сакам само уште едно прашање да ве прашам во однос на Бугарија. Интересен ми е ставот на Грција, го кажа и премиерот Киријакос Мицотакис. Вели, Грција нема да ја подржи Бугарија во барањата кон Македонија, бидејќи тоа во овој случај би било контрапродуктивно. Прилично интересен став од вчерашен политички непријател на земјава, сега отворено вела дека нема да ја поддржат Бугарија во барањата. Па има многу логика зад сето тоа. Прво, внатрешното позиционирање на силите на државите членки во Унијата визави Бугарија не толку во рамките на политиката на проширување, колку поврзано со политиката на проширување и позицијата на Бугарија визави нашава држава. Тоа е првиот момент. Вториот момент е дека договорот од Преспа и неговата целосна имплементација зависи од процесот на преговори. Имплементацијата на договорот од Преспа ќе се случува така како што ќе напредува државата во преговорите и ќе ги затвора поглавјата, односно како ќе се развива процесот на забрзана интеграција во Унијата преку преговорите. Колку побрзо тоа се заврши, толку побрзо ќе се комплетира процесот на Преспанскиот договор.
тоа е подобро за Грција. Оттаму разбирлива е позицијата на Грција. Тие можат да имаат некаков проблем внатре во државата околу, не знам, ратификацијата на некои меморандуми и така натаму, меѓутоа кога ќе разгледаат состојбата, многу подобро е ако процесот се движи, тогаш притисокот ќе биде на нашата држава. Ние ќе треба да преговараме со Унијата, да ги спроведуваме реформите кои што произлегуваат од преговорите и паралелно со тоа да ги имплементираме во целост Преспанскиот договор. Ако било каде не успееме, направиме грешка, тогаш ние ќе бидеме виновните за неимплементирањето на договорот од Преспа. Оттаму позицијата на Грција е сосема разбирлива. Да, во однос на имплементирањето на договорот, тоа се спомнува и во најновиот извештај на Европската комисија за Северна Македонија. Таму во однос на стартот за преговори се вели дека одлагањето на стартот за преговори за членство има негативни последици врз кредибилитетот на Европската Унија. Значи, ова го вели самата Европска комисија. Како би го прокоментирале овој став? Мене онака ми се чини дека е насочен кон Бугарија, но еве вие кажете дали е така во контекст на целиот извештај. Комисијата до сега била во многу наврати јасна. Ако се сеќавате, имаше осуда дури и за Франција и нејзиното вето, блокадата на целиот процес на проширување од повеќе институции. Имаше повици претходно дека време е да се почнат преговорите и така натаму. Така што позицијата на комисијата е многу јасна. Позицијата на Европскиот парламент е исто така јасна. Комисијата действува во својот комфор на тоа да биде наднационално тело кое што се исклучува од интересите на поединечните држави членки, иако секогаш ги има во предвид, да се разбереме. Парламентот действува во комфорот на своето мнозинско одлучување, па може да си дозволи некогаш делегацијата на Бугарија да биде воздржана или да гласа против, без оглед каква е политичката или идеолошката определба. Тоа е многу логично, многу јасно. Меѓутоа, кога ќе дојдеме на нивото на Советот, каде што се одлучува за преговорите и за проширувањето, проблемот секогаш ќе постои бидејќи одлуките се носат со консензус. Во оваа насока би посочил дека ако го погледнеме техничкиот процес на преговори, комисијата може да зборува колку сака за подготвеноста на Македонија и за тоа колку сме ние успешни во реформите, што е добро, затоа што тоа го потврдува нашиот внатрешен сомнеж дека можеби ние не правиме доволно за тоа. Меѓутоа, одлуката се носи со консензус. Секое усвојување на извештај, односно донесување на одлука за одржување на меѓувладина конференција, за усвојување на извештај за исполнетост на репери за отворање на преговорите или пак меѓувремени преодни репери или пак репери за затворање на преговорите, подразбира едногласност во Советот. Има повеќе од 120 точки во кои што Советот ќе треба едногласно да одлучи дека државава напреднала, ги исполнила условите, ја завршила домашната задача и може да премине во следната фаза. Да, во однос на извештајот на Европската комисија, од владата кажаа дека се задоволни од извештајот, иако во него има и критики, значи не е се така представено добро, например политичките критериуми се добро оценети, но имаме умерена подготвеност на државата, да речеме, за реформата во јавната администрација, за судскиот систем, за превенција и борба против корупција, за спроведување ефикасност на закони и така натаму. Значи, која е вашата оценка за извештајот, оваа низа на умерени оценки, што тоа значи? Прво, треба да го погледнеме извештајот низ призма на еден подолг временски период.
од времето во 2017 кога излезе извештајот и кога во 2016 се извинувам, кога излезе извештајот и кога кажа дека Македонија е заробена држава, до денес Македонија има остварено постојан континуиран напредок во подобрување на состојбата со демократијата, почитување на човековите права, борбата со организираниот криминал, со корупцијата и така натака. Извештајот зборува за враќање на концептот на одговорност и утврдување на одговорност за многу од проблематичните точки за кои што зборува извештаите во минатото. И тоа е добро. Тоа е добро. Меѓутоа, она што некои би ги уплашило moderately prepared или умерено подготвена државата, не треба да не плаши или да не изненадува. Ние не треба да влеземе во преговорите со тоа што ќе бидеме целосно подготвени за членство во Унијата. Поглавјата кога ги анализира комисијата низ извештајот и каде што зборува нели умерено некоја одреден напредок, некаков напредок, солиден напредок и така натаму, каде што оценува, зборува за можност или за способност државата да ги преземе обврските од членство. Ние, кога ќе преговараме, ќе имаме можност да се подготвиме во целост за да ги преземеме обврските од членство на денот на пристапување во Унијата. Нема потреба да бидеме целосно усогласени во законодавството денес. Да се разбереме, убаво е, затоа што системот кој што го има Унијата, меѓу другото, почива и на правото. Ако правилно се применува правото кое што го има Унијата, тогаш се гарантира дека системот добро функционира. Тоа може да биде и кај нас така, меѓутоа не треба да не загрижуваат оценките, овие оценки во извештајот. Она што треба да ни биде фокус во наредниот период е забелешките кои што ги имаме, да ги имаме се помалку и да се обидеме помеѓу овој извештај и следниот извештај, големиот дел или сите забелешки да ги отстраниме. Точно е дека ќе се појават нови, меѓутоа добро е ако ги отстраниме. Да. Во однос на проширувањето на Унијата, господине Стојковски, ако ги видиме состојбите во самата Унија, гледаме дека таа сега доста се занимава со самата себе, како со оние проблеми кои се однесуваат во однос на Унгарија, да речеме, во однос на Полска, на Романија. Од друга страна, Ангела Меркел, условно речено најмокната жена во Унијата, дефинитивно се повлекува од својата позиција, таа оди во историјата полека, тамо ќе треба да се најде нов лидер, ако знаеме дека Франција и Германија се, да речеме, економскиот и политичкиот мотор на Унијата, така сега имаме и една, не знам дали да кажам лидерска криза, туку лидерски предизвик за Европската Унија, во Франција следуваат избори, така да ми се чини дека таму се помалку се зборува за проширувањето и не само што се помалку се зборува, се повеќе превладува тоа некое мислење дека не треба премногу да се брза со проширувањето. Дали го имате истиот впечаток? Мислам дека не. Унијата секогаш се бавела со самата себе и тоа течно било паралелен процес. Она што треба да не охрабри е дека нашава држава е поканета да биде дел од разговорите за иднината на Европа. Дека изборите кои што се случија во Германија завршија онака како што завршија, дека јасни се пораките од граѓаните таму и дека нов лидер ќе биде избран. Точно е дека тоа нема да биде Ангела Меркел, меѓутоа ниту Ангела Меркел не беше она што стана за Европа и за светот на незиното појавување како канцеларка на Германија. Она што ми е интересно за следење е дека се менува структурата, лидерската структура во Унијата.
имаме веројатно малку поголем баланс кога зборуваме за идеолошките застапености на лидерите. Има една голема група на лидери и влади кои што доаѓаат од центар лево провиниенција. Се разбира, има се уште голема група на лидери и влади кои што доаѓаат од центар десно провиниенција, меѓутоа ако ја погледнете картата и каде доаѓаат лидерите, ќе видите дека овие центар десно се многу повеќе резервирани за новите држави и за Источна Европа. Тоа не отежнува работата, меѓутоа диалог секогаш постоело во рамките на Унијата, свеста за проширувањето и за потребата од проширувањето е веројатно многу поголема од што било претходно. Предизвиците се меѓутоа исто така многу поголеми од што биле претходно, така што многу е јасно дека кога ќе се среќаваат лидерите ќе зборуваат првенствено за проблемите дома, меѓутоа никој досега не покажал став дека треба да се заборави или да се укине политиката на проширување. И пак ќе кажам, можеби нема консензус дека треба да се отворат преговорите со Македонија и со Албанија, меѓутоа исто така нема консензус дека треба да се укине политиката за проширување. Да, но во исто време се форсира, да речеме, или ајде да кажеме се поддржува од Европската Унија проектот за Отворен Балкан, во кој засега членуваат Македонија, Србија и Албанија. Овој проект, иако тоа се негира од владите на трите земји, тоа го негираат и члениците од Европската Унија, дека е некаква замена за интегрирање на регионот во Унијата, сепак целта на тој проект е да ги интегрира земјите од регионот во еден заеднички пазар, што навистина наликува на функционирањето на Европската Унија, како да тие стратешки сили сакаат да создадат еден таков тука простор кој веројатно би се интегрирал во Унијата подоцна. Гледајте на тоа низ следнава призма. Ние правиме Отворен Балкан или сме дел од просторот Отворен Балкан. Тоа е интеграција регионална и во одредени политики. Интегрирањето во соодветните политики на нас само ќе ни даде можност да бидеме поподготвени за пристапувањето во Унијата. Унијата до сега нема одлучено дека фазите ќе се променат, напротив методологијата за проширување која што ја усвоија минатата година зборува за тоа дека секој од кластерите во кои што се групирани поглавјата за преговори ќе се преговара една година. Ако е тоа така, тогаш јасна ни е временската рамка која би требало да биде. Јас не гледам проблем зошто го имаме Отворен Балкан и дека тоа треба да биде предфаза на пристапувањето или на преговорите. Напротив, гледам како на два паралелни процеси кои што ќе ни помогнат да бидеме подобри. Да, добро е. Цело време од разговорите со Бугарија до еве проширувањето на Унијата, ние зборуваме дали чашата е полуполна или полупразна, тоа е добро. Да ве прашам во однос на внатрешните проблеми на Унијата, веќе имаме јасни пораки од страна на европски лидери, например, дека една земја на Унијата треба да се исклучи, тоа беше кон Унгарија, кон Виктор Орбан, кон законските измени кои се правени таму, но веќе имаме и одлуки во Полска, дека и Полска треба да ја напушти Унијата. Значи, овие источни држави кои имаат проблеми со демократијата, веќе отворено се зборува за нивно напуштање на Унијата. Мислите ли дека е можно да се случат такви драматични турбуленции кои би налекувале на Брекзит, нели, само сега со источни држави?
Напротив, мислам дека проблемот на Унијата не е дека зборуваат овие држави дека сакаат да заменат од Унијата, да ја напуштат, туку дека воопшто не зборуваат за такво нешто. Ниту во Полска, ниту во Унгарија никој не зборува за тоа дека овие две држави треба да ја напуштат Унијата. Меѓутоа, точно е, прават проблеми. Последната одлука на Уставниот суд на Полска е сосем спротивна на се она што сме учеле за правото на Европската Унија, за неговата супрематија врз националното законодавство и за начинот на примена на правото на Европската Унија. Мислам дека тоа ќе продолжи да биде проблем и понатаму, затоа што станува збор за лабава формација или пак за малку полабава формација на 27 држави, каде што политиките се различни, интересите се различни, состојбите општествени се различни. Да се разбереме, некои од државите поминаа низ многу тежок или подолг период на полуавторитарен или авторитарен режим, за денес да бидат демократски држави. Тоа се сепак без оглед колку утврдени демократи сепак се кревки. Така што такви проблеми веројатно ќе има, меѓутоа мислам дека во овој момент ниту една држава не зборува за напуштање на Унијата, и тоа многу држави зборуваат за тоа дека сакаат да бидат дел од Унијата, што покажува дека Унијата е се уште атрактивна за држави од надвор. Вие го спомнавте тој самиот дека се работи за еден лабав сојуз на држави, но тоа е една од критиките за која зборуваат дел од аналитичарите во однос на функционирањето на Европска Унија, почнувајќи од она правило за одлучување со консензус, па така до прагот на толеранција за овие недемократски постапки во дел од државите. Дали вие мислите дека Европската Унија можеби треба да се реформира во таков поглед, доколку сака да обстане на глобалната политичка сцена, или вака цело време ќе се мачи со овие детски болести, ќе ги прилежува и нема да успее да стане силен политички и воен сојуз? Значи, зборувам, дали мислите дека треба да се оди кон една поголема централизација на Унијата или треба да остане вака? Мислам дека ако се промени Унијата, тоа ќе го направи заради тоа што ќе заклучат лидерите и граѓаните дека тоа е подобро за самата Унија. Кога кажав дека тоа е лабав сојуз, тоа беше премногу широка или премногу лоша изјава. Напротив, не станува збор за толку лабав сојуз. Има многу правила според кои што функционираат институциите, се создаваат и функционираат, се креираат политики и се носи законодавство. Меѓутоа, има политики кои што се директно поврзани со основата на креирањето на Унијата, има политики кои што дополнително се креирале подоцна, се поврзуваат некако, меѓутоа не се директно поврзани, и затоа не би можеле да зборуваме дека треба да се направи целосна трансформација и сега сите одлуки да бидат носени со квалификувано мнозинство, затоа што така се гарантира некаква пошироко опфат на државите кои што ќе покажат различни интереси во политиката. Меѓутоа, дека постои желба за реформа, постои, тоа е видливо од првенствено сега од разговорите за иднината на Европа. Постои и желба да се справат државите со внатре со другите држави, овие проблематичните. Постои иницијатива за запирање на пристап до средства, за различни механизми за притисок кои што ќе им покажат на проблематичните држави зошто се дел од Унијата, затоа што Унијата е подобра, бидејќи ги обединува
различностите кои што постојат и им дава можност сите да се најдат во рамката која што ја поставува. Никој не смее да биде исклучен и никој не смее да тежне само на собственото и дека неговото е точно и вистинито. Тоа се пораките кои што они внатре помеѓу себе ги разменуваат и мислам дека во таа насока ќе продолжат да зборуваат за реформа на Унијата и во иднина. Не очекувам драстични промени во кус временски период. Тоа никогаш досега не се случило, секогаш оделе работите чекор по чекор. Да, имаме само уште една минута, господине Стојковски, ве молам за кус одговор. Се надевам дека европските лидери ќе разберат пораката која се праќа до земјите членки за влез во Унијата, кои самите имаат проблем со демократијата, кога тие гледаат како функционираат држави во самата Унија. Мислам дека им е јасно дека кредибилитетот на Унијата е загрозен на сите. Меѓутоа, она што им е јасно и на државите во процес на пристапување и на кандидатите и потенцијалните кандидати, притисокот врз државите е многу посилен во периодот на пристапување откако тие ќе станат членки на Унијата. Исто така, постои извесен временски период од моментот на зачленувањето до моментот кога државата ќе ја разбере својата специфична политичка тежина во европските процеси внатре и ќе ги користи европските процеси за остварување на своји национални интереси. Така што овие работи мислам дека на сите им се јасни. Добро, господине Стојковски, ви благодарам за учеството во Студио 10. Ви благодарам и на вас за поканата. Ова беше Андреа Стојковски, со тоа го завршуваме и денешното Студио 10. Разговаравме за економијата, за внатрешната, за надворешната политика. Ви благодарам на вниманието, почитувани гледачи. Останете со програмата на Телевизија 24.